Вивте дека може да имаме дигитална лична карта, возачка дозвола, патна исправа и серија други лични документи за идентификација. Кога може да го очекуваме овој? Да, за време на дигиталниот самит ја представив супер апликацијата М-услуги, која што ја пуштивме во тест верзија и можам да ви кажам дека интересот беше навистина голем, повеќе од 2000 апликации или симнувања имаше во првите 24 часа. Не очекувавме искрено толков интерес, но луѓето сакаат да ја симнат, да ја тестираат, да видат дали им се допаѓа. Работиме сега на нејзино финализирање, заради обврските кои што ги имаме околу реформската агенда, можеби ќе се одложи месец-два нејзиното вистинско лансирање. Планираме за јануари, но можеби ќе се одложи за месец или два, но планираме тоа да биде супер апликација во која што ќе имате се од државата на дланка. Не ми е целта да имаме секоја институција да има своја апликација со своји услуги, па им текнувала на некоја институција нова апликација да развијат, па не знаеме безбедност, па паднала. Така што сакам да бидат на едно место сите услуги за граѓаните, плюс овие електронски документи кои што вие ги спомнавте. Стартно таргетираме да тоа биде личната карта и возачката дозвола и треба да работиме на измени на законодавството да тие бидат прифатени од Министерството за внатрешни работи како валидна лична карта и возачка дозвола. Она што веќе може да се прифаќа во други институции со нашиот закон, Законот за електронска идентификација, дозволува нејзино валидирање, да речеме во банка или во друга институција, но сепак треба и поединечните закони да го отсликаат ова признавање на електронските документи. Ова е тренд во цела Европа. Ние нема да го форсираме да биде заложителен, туку ќе го правиме да биде алтернативен за оние кои што сакаат да користат ваков вид на информации, на услуги и на документи, и го правиме да биде систематично на едно место да ги добивате сите податоци, информации.